Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Ако ме следите редовно, знаете дека неодамна тргнавме на патешествие во потрага по големиот македонски роман или во потрага по големите македонски романи, подобро кажано. Со тоа што идејата ми е да прочитам што е можно повеќе македонски дела кои што се сметаат за вредни, со трајна вредност некаква, популарни, не знам, и да препрочитам голем број дела, затоа што многу од книгите што се сметаат за класици во македонската литература сум ги читал многу одамна, па некои во средна школа. И значи тргнав, ова ќе трае, овој потват ќе трае, можеби една година, не знам колку ќе трае. И идејата ми е на крај да направам една моја листа или мој избор на романи кои што мене најмногу ми се допаѓаат и за кои што јас сметам дека се најдобрите романи во македонската литература. Почнав со некои, значи го препрочитав Црно семе, Големата вода, за кој што ќе зборувам во ова видео, Пиреј и така натаму, меѓутоа морам да одам поред и одлучив во ова видео да се фокусирам на сјајниот роман Големата вода од Живко Чинго. Живко Чинго не спаѓа во таа можеби прва или втора генерација на повоени македонски автори, значи твори малку подоцна, но Големата вода е напишан, издаден во 1971 година. И кога го читав Големата вода за прв пат, не се сеќавам кога точно беше, го читав во ист период кога ги читав и неговите две збирки раскази Пасквелија и Нова Пасквелија, кои што многу ги сакам и се сјајни збирки на раскази и кои што исто така ги има во еден том собрани во овие македонски, современи македонски класици, мислам се вика оваа едиција на Арс Ламина. И некако мислам дека неправедно Романов падна во сенка на расказите, на тие збирки раскази, затоа што многу ми се допаднаа. И велам неправедно, затоа што сега, откако го прочитав повторно Големата вода, работите си дојдоа на свое место и сватив колку е ова сјаен и одличен роман, кој што многу ми се допадна и сакам со вас да ги споделам моите впечатоци. Многу е кажано за Големата вода, многу е зборувано за Чинго. Се надевам дека оно што ќе успеам да го направам е да го поттикнам вашето љубопитство и интерес да се свртите кон Живко Чинго, особено во случајов кон Големата вода и можеби да, не знам, да дадам некаков увид или некаков мој коментар или впечаток кој што ќе допринесе малку во разбирањето на неговото дело. Романот е напишан во прво лице и го раскажува еден човек по име Лем, кој што се навраќа и се сеќава на годините од неговото детство, особено на годините, периодот меѓу 46-та и меѓу 49-та година, значи веднаш по тие повоени години после Втората светска војна, кога војната завршува, нели комунистите ја преземаат власта, нели сега ќе ја градат државата и тие одлучуваат да сите тие повоени сирачиња, да речеме, или воени сирачиња да ги соберат и да ги стават во еден дом, да ги образуваат, нели да направат од нив луѓе и така натаму и ги собираат и меѓу тие деца и исто така е Лем, кој што неговиот војко не може да го чува, значи ќе го земат од кај него, се крие, престрашен и тој вели не собира од разни краишта од секаде и не донесоа во тој дом, значи ги носат во тој дом кој што е наречен Светлост, поранешна душевна болница, кој што се наоѓа веднаш до Охридското езеро. Меѓутоа домот е опкружен со еден ѕид. И децата всушност, иако се веднаш до Големата вода, иако се веднаш до езерото, тие всушност не можат да го видат езерото, иако на некој начин цело време може да го почувствуваат присуството на тоа езеро како еден символ на она што таа страна на слободата и така натаму. Ќе кажам нешто повеќе за тоа. Домот го води еден амбициозен човек кој што нели учествувал во војната и сега дадена му е одговорност, Аритон Јаковлевски, кој што е строг, безпрекорен, значи ги казнува децата, не знам, челична дисциплина и така натаму и тој еден од главните ликови во овој роман. Меѓу другото, има и други луѓе кои што се во таа управа на тој дом и нели го раководат тој дом. И романот почнува со тоа што Лем се сеќава на денот кога во тој дом доаѓа едно момче по име Исак Кейтен, или тој го нарекува Кейтеновиот син, цело време низ целиот роман, но момче кој што е поинакво од сите други. На некој начин околу него има
една аура, една неискажлива аура и Живко Чинго одлучува да го стави овој лик и ќе видите според мене со која цел ова момче кое што се издвојува од сите други, кое што е и бивалентно, да речеме, има квалитети на одредена замисленост кај него, значи проникливо, значи е паметно момче. Од друга страна, не се сообразува со очекувањата кои што ги имаат. Нели, покажа одредена бунтовност и несообразување со очекувањата во тој дом што се имаат од очекувањата од сите деца таму. И клучен лик кој што ми се чини дека го прави романот посебен и таков каков што е. Живко Чинго одлучува да го напишува романот епизодно, со тоа што секој поглавје речиси можеме да го гледаме како една епизода од животот во тој дом за сирачиња, со тоа што да речеме во еден дел, во едно поглавје се зборува за избор на таленти, не знам, па децата треба да изведат нешто, да отпеат некоја песна или да направат, да покажат нешто дека знаат, или во друга сцена, да речеме, ги носат надвор затоа што времето е топло и целиот дом врие од вошки, ги доведуваат до лудило и ги вадат надвор покрај езерото, нели, да се измијат, да ги истрижат, да ги средат на некој начин. Или епизода, една легендарна епизода која што е многу комично исто направена во филмот Големата вода, кој што не е стар филм и можете, мислам дека го има на YouTube, во кој што се бараат гатичките, нели, или спортските гатички на другарката Оливера Срезовска, која што е таму одговорна и е сурова, строга, нели, со обид да се докаже, нели, за партијата, за државата, и таа ги добила тие на некој надпревар, нели, спортски исчезнуваат, има една сцена комична во која тој Аритон, управникот, вели, тие гатички се светиња, нели, како символ на некакво достигнување во тогашниот систем, нели, и така натаму, гордост во тој дом. Или сцена во која што при крајот некаде се изведува представа една од сцените кои што за мене најпотресна и најдобра со Стрикото Лентеновски, кој што ги подсетува децата, еден човек од време на време. Значи, во тие епизоди, во тие поглавја во кои што се зборува, се раскажува за животот во тој дом, гледаме некои работи се очигледни. Една работа која што е релативно видлива и лесна да се уочи и ќе почнам од таму, е лудилото на сталинизмот и на тој обид, нели, државата да ги воспита децата во одреден дух, нели, во духот на партијата, на комунизмот, каде што кога ги учат децата, нели, им се исмеваат, нели, учителот Аритон, кој што исто така учител, се исмева на религијата, дека Бог не постои, така натаму, а повеќето од овие деца доаѓаат од разни места од селата во Охридско, значи, кои што доаѓаат од претежно религиозни и конзервативни семејства и така натаму, традиционални семејства. Значи, тоа го гледаме и во карактерите на Аритон Јаковлевски и Оливера Срезовска, значи сите тие ликови кои што се во таа управа, кои што го водат домот, се едноставно ригидни, убедени во нешто, нели, во некаква иднина која што тие градат. И на многу моменти тоа изгледа комично и Живко Чинго тоа мајсторски го прави, едноставно да го на некој начин да го и дури да го исмее сето тоа на многу фин начин. Од друга страна, нешто што е многу присутно во овој роман е копнежот на децата по големата вода. И всушност пријателството меѓу Лем и Кейтеновиот син е клучно тука и како Лем го гледа ова дете кое што на некој начин има контрола, изгледа дека има контрола врз себе си. Во една прилика ќе скришно ќе го однесе на место каде што се гледа преку зидот и во една ноќна сцена и Лем ќе го види езерото. И всушност тоа езеро за нив ја представува, е символ на слободата, таа голема вода која што и позади од таа страна на зидот и го чувствуваат тоа езеро како присуство некакво. Меѓу другото, Кейтеновиот син му зборува на Лем, изборува за Сентарлевиот рид, на едно место кое што место на надеж, место на слобода, едно светло место. И тука во еден извадок тој вели
Лемра вели никогаш не се изгубува сликата на големата вода. Со неа и копнежливата желба за Сентерлевиот рид, како да добиваше реална смисла, како да беше возможен остварлив на некој начин овој чудесен волшебен сон. Големата вода е недофатлива, таа мора да е во срцето на човекот, во неговиот сон, проклет да бидам. За цело време додека бевме во домот и јас и не си спомнувам дека некогаш нешто друго сум барал во животот. Како нешто најмило, како ликот на мојата мајка, најдлабокото ја држев во моето срце. И тоа е тој копнеш кој што овие деца и особено Лем го чувствува. И можам да си го замислам тој Сентерлев рид, тој измислено место како да може, тоа е моја некоја проекција, како да можат децата далеку во далечината да го видат највисокиот дел од Галичица со највисокиот врв некаде над Свети Наум таму, што се крева и можеби да го видат на зајдисонце како се обојува во портокалово и зрачи како некаков небесен рид, некаков рај, ветен рај или небесен рај, кој што тие можат да го видат. Тоа е кај мене предизвикува таква некаква визија да си го замислам Сентерлевиот рид како крај највисокиот дел на Галичица и постојано се провеува тоа чувство на копнеш по слобода, на копнеш по нешто што е од таа страна, на копнеш на она што само го насетуваат, меѓутоа не може да го живеат затоа што овие деца живеат во една целосно сурова реалност, малтретирани, понижувани, буквално на рапна, на едноставна екзистенција. И во тој копнеш, во таа сурова реалност на децата има едно поглавје во кој што се зборува за Стрикото Лентеновски, еден човек, постар човек, кој што ќе дојде со своето коњче или магаре заборавив и ќе им донесе на децата леп, ќе им раздава леп. И во едно поглавје тој ќе почне да им раскажува приказна, меѓутоа и сваќаме како што раскажува таа приказна, дека всушност можеме да заклучиме дека и самиот тој ги изгубил своите деца за време во војната и сега доаѓа на некој начин да се одолжи, да биде меѓу овие деца. И едноставно е сјајно, неверојатно поглавје. За мене на некој начин Стрикото Лентеновски е како една ангелска фигура која што доаѓа да во нивната сурова реалност да донесе еден блесок надеж, малку светлина да ги стопли овие детски срца кои што го чекаат со душа и го сакаат Стрикото Лентеновски. Знам дека многумина централната идеја, суштинската идеја на овој роман ја наоѓаат во слободата и дека големата и во целта идеја дека таа голема вода, а дека тоа водено пространство ја представува слободата или копнежот по слобода. Јас сметам дека во самото финале, во самиот крај се наоѓа уште една идеја која што за мене е подлежечка и суштинска за целиот роман, барем за мене, а тоа е љубовта. Особено во финалето на романот, кога Кејтеновиот син ќе биде грубо нападнат и ќе биде обвинет и кога ќе кулминира романот со целата идеја дека тој е скршен и плаче и сваќаме дека ја нема само таа негова на некој начин аура мистична на непробојност, иако стоејќи како критика на целиот тој систем, како Кејтеновиот син и стои како критика на поединецот, на индивидуалецот наспроти колективот, наспроти системот, кој што му се исмева и со смеа и всушност ако ќе забележите дека тој често кога ќе почне да се смее, не може да престане да се смее. И на некој начин за мене тој е символ исто така на поединецот наспроти лудилото на колективот или колективизмот во тоа време. Тоа е Кејтеновиот син и на крајот гледаме дека тој не е само тоа, дека тој не е само некакво се пресериозно дете, туку е сепак дете со чувства. И тоа дете кој што се во потрага по мајка, по љубов, и најмногу мајчинска љубов, која што на тие деца секако и татковска љубов, меѓутоа мислам дека љубовта, особено мајчинската љубов е во центарот и потрагата по љубов е во центарот на овој роман и во кулминацијата на овој роман. На крај би рекол што го прави Големата вода магичен роман, што го прави? Го прави стилот и оригиналноста на раскажувањето, значи сепак и за 71 година ова многу не е експериментално, меѓутоа е многу интересно, свежо напишан роман.
јазикот е добар, не е преобременет со архаизми и со дијалекти, меѓутоа има нешто што може ќе се сложи некој со мене, може нема да се сложи, меѓутоа има нешто што кај некои романи што ги прави посебни, кај што ја гледаме личноста на писателот, која што низ целиот стил, низ целата приказна, низ сите ликови се провира некаде. И тоа што го гледаме, тоа што доаѓа од писателот, доаѓа до нас и ни се допаѓа. И тоа го гледаме кај некои писатели. И оно што доаѓа од Живко Чинго, и во расказите, и во Големата вода, оно што доаѓа преку оваа приказна, на некој начин, ајде да се изразам можеби со непопуларен стих, душата на авторот, која што доаѓа преку оваа приказна до нас, можам како читател да ја прочитам и тоа ми се допаѓа. И затоа овај роман кој што има суровост, меѓутоа кој што има потрага по љубов и силни емоции и не остава рамнодушни. И тоа е тајната на овој роман, тоа е тајната на Живко Чинго и затоа сметам дека секој треба да го прочита овој роман, затоа што јас можам само да дадам коментари, да се обидам да ја разбудам вашата љубопитност, меѓутоа тоа секако нема да биде доволно за да го замени искуството на читање на овој роман. Доста беше зборување за Големата вода од Живко Чинго, најтопла препорака за овој роман, сигурен сум дека ќе биде меѓу 10, ако не и најдобриот роман во потрагата по големиот македонски роман, меѓутоа да почекаме. Чувајте се и се гледаме со наредното видео, кој што најверојатно ќе биде за Пиреј од Петре М. Андреевски. Чао!